Денес, членовите на Синдикатот на работниците од управата, правосудните органи и Сдруженијата на граѓани из целата Република Македонија го искажуваме нашето незадоволство од непочитување на Законот за минимална плата во управата и правосудството. Ние вработените во управата и правосудството низ години наназад немаме добиени никакво зголемување на нашите плати, а сведоци сме дека од владата за одредени сектори во последните 2 години има драстично зголемување на платите. Платата за месец март се исплаќа по старо, но кој ќе ја сноси одговорноста за непочитување на Законот за минимална плата? Дали ние вработените од управата и правосудството ќе останеме единствени во државата кои ќе примат плата под минималната плата? Од тие причини бараме исплата минимална плата веднаш за сите вработени кои и од овој момент се под минимална плата и линеарно зголемување на сите останати плати во износ од 2806 денари. Денеска тука сум еден од представниците на претседателството на Сојузот на синдикати на Македонија, кој што безрезервна поддршка им даваме на нашите колеги и браќа и сестри синдикалци, кои што се борат и излегува храбро да се изборат за своите работнички права денес тука, пред општина Тетово, бидејќи нивното незадоволство ние го поддржуваме и ќе бидеме уз нив се додека не ги остварат своите права. Така да и понатаму им посакувам успешност во нивните заложби за остварување на своите права, бидејќи нивните барања се реални и не се неостварливи. И бараме да она што е законски и што им следува да се примени. Едно од решенијата е што до сега минималната плата не се почитувала во овие институции, во администрацијата и во правосудството, и мислам дека со ова 2800 скалешто покажување кој што ќе треба линеарно на сите, ќе ги задоволиме сите оние потреби, барем за едно облажување на нивните социјални моменти кои што треба на некој начин во овие состојби да ги приуштиме и да можеме да работникот барем малку да го задоволиме, не дека со тоа ќе успееме многу, но понатаму продолжува борбата за во подобрите времиња да сепак има една достојна плата која што стварно ја заслужуваат да го имаат сите овие работници